Венци Кюрчински. Така е, така. Кюрчиски. Нема Н. Нема не. Кюрчиски. Така. И од кај доаѓа името Венци? Тоа има неколку фамилии низ Македонија и на сите позадината е Кюрчија. Прадедото бил Кюрчија. А Кюрчија многу малку луѓе знаат што е. Тоа е оној човек што изработува крзна, бунди. Јас не знам дека така се вика. Не изумрене тој занет веќе. Нема. И како да ве најавиме успешен бизнисмен кој што живее во Лос Анџелес? Не мора тој. Не мора успешен. Или еден од новите фондатори или основачи на најновата фондација Може така. за заштита на Охридското и Преспанското езеро. Јас имам прво едно прашање. Се преселивте директно од Скопје во Лос Анџелес или? Да. И каков беше тој културолошки шок? И пред колку години беше тоа, ако не е тајна? 1992 година. И една година помалку од мене. Тоа сега да кажем, ние веројатно тук таа генерација сме. Бидејќи синот ми е 92 година, ние тргнавме со него во стомак. Да, на таков чекор се решивте баш тогаш. Баш тогаш. Тогаш имав сосема друг бизнис за здрава храна. Не се сеќавате пак, тоа е многу одамно. Не може јас да се сетам. Продавница за здрава храна Дрен се викаше во стариот во како се викаше? Беверли? До Беверли тој претходно. Стариот трговски на Капиштите. Стариот Беверли го знам јас. Како стари нов Беверли. Стариот беше. И таа работа ја работев скоро 5 години. Работата ми беше врзана со Србија, Хрватска, Словенија. И почна војната и одненашка не можевме ниту роба да доаѓа, ниту роба да оди. А со здрава храна, тогаш предпоставувам дека е авангарда, зашто здрава храна реално модерно е, може последниве 10 години онака зема голем замав, али во 90-ти години искрено здрава храна. Тоа беше многу. Ја мислам, храна беше сосема доволно, ама здрава храна се чекаше редици млеко, се сеќам оние кисички, само едно млеко имаше плаво, јогуртот мислам зелен дека беше со кравче. Не е си го да живеам толку време и се чекаше ред да си купиш, мислам, тоа се тие години. Да. Сега, тогаш беше ново. Две анекдоти кои се стварност. Имавме комшија кој во истиот ред беше и он ми викаше: Венци, бидејќи ние се одиме на вегетаријанство, на здрава храна, помалку месо и сите тие работи, и он ми вика: знаеш што, вика, ти знаеш зашто е лавот толку јак? Сакам што јаде месо, вика, ти сега сакаш да не правиш сите зајаци, вика. Или една баба доаѓа и вика: ние продаваме исто или режано брашно, црно брашно, хелда. И тој една баба доаѓа и вика: момче, а јас случајно се здесив таму, вика, ти да не си газда тука? Викам: да, зашто, повелете. Дојди вам, постара, јас свој 30 години. Вика: ти сега ќе ме враќаш, вика, после војната кога чекавме ред за црно брашно. Тука вика: дај бело да јадеме, таман најдовме бело да јадеме, сега ти не враќаш, вика, 30-40 години назад. Да. Тоа беше по-нерафинирано, тоа беше една убава борба беше тоа. А се придржувате ли до тој начин на исхрана? Вие лично? Да, се уште. Ретко, нели? Кога одам некаде, например, сите одиме во кафана или во стейкхаус, каде што се јадат, нели, месо. И сега не можам да сите јадат, например, стекови, јас јадам салата. Се случува, немам некоја стрикна, нели. Да, не е секташки. Предпоставам баш како што и треба да биде. Јас лично сметам дека треба да е, моје мислење, и мене лично ми одговара најмногу таа исхрана, месото е последно, ама од време на време го има. Сега, проблемот во месото е всушност што
денешното, се зборувам за денешното месо, е пренатрпано со таа вештачка храна која им Така е. даваат, со антибиотици кои им даваат, Така е. кои потоа им даваат хормони. Им даваат средства за добивање на килажа. Независно дали е тоа кокошка, дали е овца, дали е крава, било што. Не може, затоа што индустријата тоа го бара. И тоа е проблемот со поголемиот, да кажем, проблем со месото. Интензивното одгледување. Интензивно тоа го бара индустријата. Јас би рекла кај нас, бидејќи мене ме тој професија, јас сум ветеринарен доктор. За жал, морам да се согласам со вас. Иако постојат некои правила, принципи, можеби и контроли, меѓутоа секогаш има исклучоци и кај нас како земја така, од кој да е свет во моментов, стига многу неквалитетна храна. Искрено, моето мислење е такво, има контроли, не викам не, таа е исправна, меѓутоа квалитетот е дискутабилен. И за жал нормално тоа е според моќта на луѓето, што можат да се приуштат, што мора да се приуштат некој таков тип на храна. Да, сега во последно време, уште 90-тите години во Америка почна тој голем тренд на органска храна. Независно дали е тоа вегетаријанска или пак за месните производи. Тоа е тренд кој до ден денеска продолжува. Јас го поддржувам тој тренд, мислам, со се срце. Меѓутоа се уште таа храна е поскапа. Да, и тоа значително поскапа. Значително 2-3 пати, например, е поскапа него традиционалната, да кажам. А интересно е што, например, од 90-ти години, сега сме 2024-та, и сте останале сепак во тој тренд, сега во поглед на бизнисите, ама и начина на живење, затоа што сега сте во обновливи енергии. Значи, Да. се уште сте останале во Еко. таа насока Во зелена. зелена, Green Agenda. Green Agenda, да. И ние сме, мислам, компанијата е една од најстарите во тој регион. Не сме најголема, не ни сакаме да бидеме најголема, ама сме едни од првите кои ја почнаа тој Трансформација, да. трансформација, нели, во таа зелена обновлива енергија. И јас верувам дека е тоа иднината. Да. Заедно, нормално, не сме да забораваме ветерниците исто влегуваат и хидробраните. Да. Тоа се обновливи енергии. Сега, прашање на време кога технологијата ќе дојде на тој степен да можат и батериите да бидат доволно ефикасни и да не се толку скапи, затоа што ние имаме доволно енергија, ама се уште, Ја да кажем, губиме. не знаеме како да ја Да. зачуваме. Да. Таа доаѓа, например, од 8 на Сабајле, кога изгрева сонцето, до некаде 5 поплат. Се што правиме за оние други саати. Да. За тие треба да се покриеме и затоа ги спомнувам батериите. Да. Ама се работи. На Илон Маск батериите? Тоа е еден од трендовите. И сега има да кажем, два правца. Едниот се батериите, а другиот е претварање на таа енергија која се добива од фотоволтаиците во хидроген. И потоа хидрогенот да се користи како енергенс. Која линија ќе победи, ќе видиме. Тоа времето ќе покаже. А кој е вашето мислење за отпадот од батериите, оно што не можат веќе да се искористат? Колку тој загадува од друга страна? Ако се рециклираат како што треба, не би требало да има проблем. Исто како и со фотоволтаиците. Така. Затоа што и тоа има век на трајање. Фотоволтаиците траат околу 25 години. Што не значи дека они ќе престанат да работат после 25 години. Они продолжуваат да работат. Ма ефикасноста им се Меѓутоа намалува. ефикасноста паѓа на некој си, да кажеме, 80% од првично кога сте ги инсталирали. И тие ако правилно се
рециклираат, нема проблем. Сега, колку правилно се рециклира, тоа е веќе друга работа. Да. Се внимава ли на тоа во Америка? Да, рециклирањето е дел од животот, мислам, во пред секоја куќа вие имате неколку канти. Една е канта за класично ѓубре, потоа имате канта за рециклажа, имате трета канта зелена, што ја викаат. Зелена канта, значи таму фрлате се што сте собрали од дворот, се што имате органска материја, ставате таму. Да. И така се поделени кантите. Црната е за ѓубре, барем кај нас е зборам, плавата е за рециклажа и зелената е за зеленото компостот што они прават. Морам да се надоврзам, јас каде што живеам моментално немаме посебен контейнер за пластика, например, и јас ги соберам шишињата во кеси, нормално има луѓе што ги носат на рециклирање тие шишиња на крај и ги оставам на контейнерот на едно место, сме договорени со некои од луѓето да се ги соберат. Така. И обавезно ми ги фрлаат. Или ако ме видат, ме опоменуваат дека треба во контейнер да ги фрлам, да не ги оставам на страна пластичните шишиња. И така, значи, Тоа е екосвеста кај нас е релативно назад, за жал. Може би не работиме сите доволно на тоа. Еве вие се трудите, особено со новата фондација, која што вчера се беше официјално формирана. Честитки. благодарам. Нешто повеќе околу тоа, освен ако немаме некој плюс прашање. Не, после имаме за Лос Анџелес, за NBA, значи тука има многу прашања. Јас за Холивуд имам За прашање. Лейкерси. Оваа идеја всушност одамна ја мислам, бидејќи јас имам еден посебен однос со Охрид. Таа љубовна приказна со Охрид почнува пред 50 години. Оваа ни е година златна свадба. Зошто тоа го велам? Затоа што тогаш на 74-та година ние ја завршуваме таа малечка кукичка која имаме во Лагадин. И тоа е првото лето како 12 годишно момче кога одам во Охрид. И нормално како сите сакаме да имаме и кајчиња, меѓутоа ние одбравме едно пластично кајче, да го кажам, приморско. Вземавме за да биде малку постабилно и неизбежната пента, со која со тек на време ги пројдов сите скриени места во Охрид и крайбрежјето, каде што не можете да стапнете со нога ако не дојдете со брод. Тие мали плажички. И тоа беше едно друго време, затоа што кога влегувавте во вода, имате едно пријатно чувство дека многу мали рибчиња ве касаат по нозете. Кога можете да отворите под секој камче имаше ракче. Камењата беа онака како измазнати. Сега одиме 45 години напред. Имаме една ситуација кога јас седам и читам дека во Трпеица, тоа е моето омилено место, што го викаат Охрид, Сентропе, пред Трпеица, а има едно место над Трпеица кое највеќе го сакам, тоа е една прекрасна карпа каде што имате многу убав поглед на целото езеро, лево ви е Свети Наум, десно ви е Охрид, таму во далечината Струга. Читам дека во нашето Сентропе водата е загадена со фекалии. Тука веќе велам мораме нешто да правиме. Тоа се случува баш пред пандемијата и за жал, тоа малку не заклучи, нема патувања, ама ги правев тие, да кажем, висински подготовки за се ова што вчера се случи. И веднаш стапив прв пат кога дојдов после пандемијата, отидов во Хидробиолошки завод. Како и села Македонија, нели препорака, ја знаеме директорката, ќе идеш, ќе ga поздравиш. Прекрасни луѓе ме прифатија многу убаво. Им кажав што е идејата. Меѓутоа, и таму ме чекаше едно многу непријатно изненадување. Како деца одевме таму и ги гледавме, имаше
неколку базени каде што гледате, на пример, Мгм. мало рибче, па поголемо рибче, па поголемо рибче и веќе последните каде што веќе ги пуштаат. Така. Тие базени не постојат. Последните, и они ми кажуваат, последните 6 години ние не сме го порибиле езерото. Нула рибче е излезено од тоа. Јас не сум, да се разбереме, не сум југоносталгичар, меѓутоа, јас ги прашав. Добро, во тоа време, да кажеме на СФРJ, со колку рибчиња ја порибувавте? Со 20 милиони. Последното порибување, значи, тоа 6 години нема, а нивното Годишно зборим. годишно. Пред да биде 0-0, значи со 0 рибчиња, последното било 2 милиона. И сега можете да ја замислите разлика 10 пати, не е 10-20%, 10 пати е тоа. Да. Паралелно со тоа, што се случува во секој ресторан, ви нудат охридска паста. Да. Да. А од друга страна е забрането да се лови кај нас. А забрането е да, значи, не се порибува, Да. забрането е да се лови, имаме пастранка во секој ресторан. Епа, тоа езеро не е бунар без дно. Така. Не може, едноставно математиката кажува дека прашање на време, кога ние пастрамката ќе ја истребиме. А особено затоа што од другата страна на езерото е слободно да се ловува, нели? Нема никаква контрола, можеби. Точно. Меѓутоа, еве вчера ја прочитам веста, не знам дали ја видовте, дека од другата страна, во Албанија, ја го порибиле езерото со 2 милиона рибчиња. Така. Значи, всушност ние имаме пастрамка на крај ќе испадне благодарение на тоа што тие се уште го порибуваат охридското. Па така некако и во дел од рестораните, посебно оној дел каде кај Радош, да? Да. Стручкиот дел, јас познавам некои од луѓето кои ги држат тие ресторани. Вела дека скоро 100% од пастрамката која они ја служат доаѓа од Албанија. Така да тоа е билатерален проблем. Тоа не е проблем само на Македонија, тоа е проблем на Албанија. Бидејќи кога плива пастрамката, она не носи пасош и вика сега сум во Македонија, сега сум во Албанија. Така е. Еле. Така да ние ќе мораме да соработуваме и со другиот косопственик, да кажеме, на езерото. За да видиме некакви видливи резултати. Да прекинавме, кој беше одговорот зашто не се порибува повеќе нашиот дел? Нашиот дел, Охридското езеро? Тоа е очигледно, тоа е и они баш вака кажа уф. За да се порибува езерото треба да има концесионер. Концесионер е компанија која добива концесија за таа година и тие имаат единствено право да ловат риби, односно пастрамки. Дел од тие пастрамки се обврзуваат да ги земат, да ја исседат икрата, да го исседат млечот и да го дадат на хидробиолошки завод, каде што имаме услови тоа да се прави. За жал, мислам сега да не сгрешам, мислам дека 3 или 4 години веќе нема концесионер. Значи ова е, иако на изглед да кажеме прост проблем, ова е всушност многу сложен проблем. И сега се прашувам дали да ги кудиме хидробиолошки, дали да ги кудиме затоа што немаме концесионер, или пак нешто трето. Или пак немаме национална стратегија да препознаеме што имаме. Не само како риба, туку нели, како езеро, Така. како ресурс. А луѓето кои работат таму се посветени на својата работа, се зборувам за хидробиолошки. Најголем дел од нив, тоа им е прва и последна работа. Вчера на настанот беше сегашната директорка
минатиот директор и предминатиот директор. Сите имаат над 30 години стаж. И верувам дека ако им се дадат услови за работа, да, ќе може да функционира. Нормално, меѓутоа најверојатно прва треба државата да ги поддржи, а сега бидејќи малку се оградува, најверојатно, че нема никаква реакција, ништо не се случува. Верувам дека имате многу надеж во фондацијата. Верувам и тоа ни е всушност стапка број 2. Стапка број 1 како цел кој сакаме да го постигнеме е подигање на свеста. Од најмладите до најстарите. Така. Без подигање на таа свест ништо не сме направили. Ние можеме да го чистиме езерото од една страна, од друга страна ако продолжиме да го загадуваме на секој начин ништо не сме направили. Така, што правиме со фекалното загадување, со спуштањето на канализацијски води и фекали во езерото, на кое што ива, да кажем, голем дел од луѓето можеби не знаат дека тоа се случува. Предпоставуваат најверојатно, меѓутоа иве, како обични граѓани, како би влијаеле на тоа? За жал, од тој аспект, како обичен граѓанин, никој поединечно не може ништо да направи. Така. Колекторот кој е направен во Охрид, кој го зафаќа делот од Пештани, Охрид и Струга, е завршен некаде 80-тите години. Мислам 88. Од тогаш до сега тој колектор не е обновуван и самиот факт што е 35, 6, 7, 8 години колку е стар, на многу места е руиниран, ја покажува својата старост. Тоа е еден проблем. Втор проблем е што тогаш сме имале население една бројка X, денес имаме X пати 1,5, 1,7 и например тогаш сме имале X број на ноќевања. Да, 23-та година сме имале 3 милиона ноќевања. Е сега, можете да сватите, тие цевки се меѓу 30 см до 1,20 м. Тогаш не е пипално ништо. Се што станува со овој вишок на сите луѓе кои доаѓаат? Каде оди таа фекалија? Мислите ли дека е добра идеја некоја екстра комунална такса да се воведе за сите угостители и дали би се согласили, особено охриѓани на тоа? Јас не се бавам со политика. Така. Не би можел да одговорам дали е тоа добро или лошо. Меѓутоа, морам да кажем дека колекторот е направен исто како што е направено и езерото Треска од самопридонос. Тоа, значи, тоа се земаше дел од сечија плата. Така да, треба да се најде некој си механизам, некој си метод кој ќе допринесе да се покрие, бидејќи трошоците за тој колектор се доста големи. Нормално. И веќе еднаш граѓаните одвоиле нормално свои средства, како што кажуваме. Да, сега дали тоа треба да оди пак преку некој си самопридонос, дали како што споменавте вие со некоја такса, угостителска такса или пак нешто ново и креативно. Никаква екотакса, нешто во тој случај, но тоа повторно пак е на грбот на тие кои што па живеат од таа мала туристичка сезона. Дали се самите туристи може да придонесат? Па да, еве на пример во повеќето земји има туристички такси. За овде не сум сигурна. Па не знам, мене Не во знам, Охрид да, никад не не ми наплатиле, ама може Да. Не, они имаат, колку што ја знам, пак се оградувам, има некоја туристичка такса, меѓутоа, колку што ја знам, тоа не е наменато за колекторот. И меѓутоа, ако имаме 3 милиона ноќевања, па тоа да биде, значи, по еден мал дел веќе... Некој половина евро на ден, по 1 евро на ден. Не. Веќе доаѓаме до некоја посериозна сума. Да, последната
Последната проценка која е направена, мислам 2011 година, ја направи една јапонска агенција JICA, која направи оценка на состојбата на колекторот. Прекрасна студија, мислам дека е околу 160 страни. Ја читав од ред до ред, дури понекогаш и 2 пати. Се воодушевам на нивната прецизност, деталност, пуштиле дронови внатре. И ја потврдуваат тезата дека да, тој веќе стар. И тие даваат 2 предлога. Едниот предлог е да се репарира постоечкиот колектор и втората е да се направи комплетно нов колектор. И тој комплетно нов колектор, многу е битно да тој нов колектор да се издвои атмосферската од фекалната вода. Затоа што ако се заедно, како што дел се сега, кога имаме дождови, пумпните станици и пречистителните станици не можат се да обработат. Немаат капацитет. Така да тоа е проблемот на колекторот плюс да не забораваме, има делови кои не се воопшто зафатени со колекторот. Например, Љубаништа, Свети Наум, воопшто не е зафатено. Од другиот дел после Струга тие села, приградски насаби воопшто не се зафатени. И тоа треба да се реши. И затоа што? Зошто во Трпејица да има, ке прашате зошто да има фекали. Проста причина, сите имаат некоја си септичка јама, која не е направена онака како што треба да биде, кога сте поред езерото. Тоа се оние класични од камени. Комуницира со езерото, со езерската вода. Со тие подземни води, тие всушност само го забавуваат истечувањето. Значи, тие населби исто треба да се офатат. Нормално не со колекторот, затоа што е премногу долго да се копа. Меѓутоа да има мали пречисни станици на секој пункт. Например, да има една во Трпејица, да има една во Љубаниште и Свети Наум, да има една на другата страна каде што е Радожда и да не редам. Цената, сега да ги кажем и цените. За репарација на колекторот, сега земете во предвид, ова се околу 11-12 години стари цени. Значи, треба да се реавалуира тоа, ама тогаш 50 до 60 милиона за репарација, меѓу 100 и 110 милиона за комплетно нов колекторски систем. Значи таксата ќе биде околу 5 евра на ден, мора да се покачи цената. Ако се изгради некоја национална стратегија, нормално дека е возможно, која ќе, меѓутоа не смееме да забораваме. Охрид е врзан со Преспа. Значи, кога ги решаваме проблемите, треба да решиме Преспа заедно со Охрид. Многу луѓе не се свесни што се случува со Преспанското езеро. Не го виделе. Воопшто не отишле да го видат, некои слики се појавуваат и цело време сме фокусирани УНЕСКО, Охрид ќе го изгубиме, нема да го изгубиме, ни даде 2 години, па ни даде уште малку форен или се тоа. И за Преспанското езеро по некоја статија ќе излезе, ќе прочитаме, но некако нели некоја слика дека некој 350 метри на средина на езерото е до глуждови му е водата или до колена. Ама некако не ги потресува, ми се чини толку луѓето како ова за Охрид. Не, па не, Преспа не е толку, да кажеме, атрактивна. Иако е прекрасна. Прекрасна, мислам. Не само езерото што е прекрасно, него не знам дали сте биле, они имаат и остров. Тоа е единствениот остров што Македонија го има. Кој е препон со змии, кој е препон со животни, со птици, со албатроси. Феноменално, прекрасно нешто. Така да Преспа е многу малку познат и, како што рековте, многу малку луѓе знаат за проблемите на Преспа. И проблемите на Преспа не се само тоа што е намалено нивото на водата. Уште поголем проблем, што јас мислам, треба да се работи на него е фактот што е многу загадено со пестициди. Од каде доаѓаат тие пестициди? Од околните овоштарници, затоа што е тоа прекрасна земја за одгледување на јаболка. Како вие ги прскате тие јаболкници, кога паѓа дожд, подземна вода,
тоа влегува во преспа. Сега, преспа е поврзана со Охрид. Дел од водата која Охрид ја има, ја добива од преспа. Тоа се случува под Галичица. Меѓутоа, затоа што преспа е на околу 900 метра, Охрид на околу 700 метра. Водата релативно брзо протекува и нема време да дел од тие пестициди се абсорбираат. Така да дел од пестицидите завршуваат во Охридско езеро. Тоа е на некој начин погубно за живиот свет особено. за живиот свет. Сега, значи, мораме да ги решаваме проблемите паралелно. Не може да ја решиме само преспа или само Охрид. Мораме едно и друго да решиме. Заедно со Галичица. Галичица како национален парк. За тоа треба да се разпознае дека ние имаме нешто што со тие две езера и таа планина на сите нас ни е дадено на тацна. И не смееме ние да се однесуваме со една негрижа. Јас тоа го кажав и вчера, како заклучок, дека не смееме езерата да ги оставиме на нашите деца, да ги оставиме во полоша состојба, него ние што сме ги добили од нашите родители. А е случај. А е случај. Еве јас, значи, 50 години го гледам езерото. Ама сеќавате кога реков за репчињата? Да. Денеска, Абсолютно. кога ќе влезете, не ве грицкаат веќе репчиња. Ракчиња нема под секој камче. Секој камен е прекриен со алги. Нешто се случува. Јас не сум биолог, не сум стручњак. Меѓутоа, луѓето многу убаво ми објаснија дека за се тоа има причина. Причината сме ние. Сите треба да се погледнеме во огледало и да прашаме што можеме ние да направиме за езерото. Затоа што јас, например, 50 години сум уживал во него, сега е време да нешто вратиме назад. Така е. И сега дел од причините за овие промени се пак тоа климатски промени на кои што ние можеме да влијаеме и тука нормално и сите сме заслужни до негде за нив. Езерото се загрева, колку толку, малку по малку сепак се загрева, нормално затоа што и амбиенталната температура надвор е се повисока, зимите не се многу поблаги, тоа секако влијае на живиот свет кој што не може да се аклиматизира толку брзо, колку што се брзи промените околу. Меѓутоа, еве, ако на тоа ни е најтешко да влијаеме, барем на друго, на тоа, на нас како загадувачи на крај крајва, иако и тоа што сме загадувачи и тоа влијае на климатските промени, тоа е цел круг. Тоа е еден голем круг. А пак ќе кажам, за жал и екосвеста, јас барем имам такво чувство дека тука кај нас, кај нашиот народ не е доволно развиена. Затоа и број 1 од нашите цели е подигање на свеста, тоа го споменав. Од најмладите до најстарите. Имате ли Посебно- нека замисла веќе, програма? Да, за најмладите конкретно, сега ако зборуваме за подигање на свеста за најмладите, мислам дека ќе биде многу ефикасно да се направат цртани филмови, Одлично. каде што секој ќе си има свој јунак, имаме например ракче, јагула, белвица, за да децата се поистоветат со тие ликови. Ние пораснавме на Томи Џери, например, цртани и Пинк Пантер. Па зошто да не да бидат ракчето и јагулата, и белвицата и паструнката. Така. Тоа е една идеја. Втора идеја да направиме сликовници со тие. Да влеземе во школскиот систем, да тоа влезе во наставниот програм, да учителите веќе од прво оделение зборуваат за тоа. Понатаму професорите по биологија да зборуваат за тоа. За поголемите планираме да направиме некои програми
хумористични програми, каде што ќе се бавиме со малку хумор и сатира, за да некако им влеземе под кожи на повозрасните. Затоа што и како што Охрид со Преспа морате заедно да ги решавате, така требате и како вело од 7 до 77 години. И се измеѓу. Тоа се дел од програмите за подигање на свеста, потоа организирање на акции, например, каде што ќе се собираат деца, ученици, студенти, кои ќе чистат дел од крајбрежјето. Да, меѓутоа тоа не смееме да го оставиме само на деца и ученици од Охрид. Охрид е светска баштина, светска оставштина. Мораме така и да го третираме. Значи, тоа е заложба која државава сите нас кои живееме во Македонија и кои живеат вон Македонија да си го сватат како, да си го разберат како сериозна задача, бидејќи ако не го разбереме и примеме како сериозна задача, не знам колку долго езерата може да издржат. Така, конкретно на нашите факултети за природни науки, еколозите и биолозите се многу посветени. Значи, тие се едни од ретките факултети кои што стварно се осеќа љубовта на тие луѓе према тоа што го студираат. Може би било убаво и некое стипендирање да се мотивираат дополнително. Апсолутно. Зборам за нели веќе возрастни, да кажам, деца, адолесценти. Меѓутоа ете некоја подршка плюс, не имавме еден гостин Дарио, кој што е многу посветен, например, на екологијата, на биологијата, избран за најдобар студент на оцек географија, меѓутоа се посветува на биологијата. Има здружение млади биолози на ПМФ. Прекрасно. И баш тие одат, значи, на островот Голем град, ги истражуваат видовите таму, прават статистики. Имаме ние такви групи, меѓутоа повторно кога ќе ги прашаме зошто нема некој нов проект, секогаш се проблем финансиите, како и за се друго. Затоа што не е само нели статистика се запиша во тетрадка и да се искуца една табела, треба помагала сепак. Сепак мора без финансирање не може да се оди напред. Меѓутоа не можеме секогаш пак да кажеме нема финансии да дигнеме раце и не правиме ништо. Тоа е најлесно. Така е. Тоа е најлесно. Затоа јас барам соборци во оваа долгорочна борба, бидејќи ова се проблеми кои не можат брзо да се решат. Не може, јас тоа секогаш го велам, ние сме конкретно јас во години каде што треба да ја почнеме борбата и понатаму да ја предадеме штафетата на помладите, да тие да ја продолжат таа борба. Така. Бидејќи ако ја оставиме во некој си расчекор, природата си го прави своето. А и ништо добро не дошло брзо, ама битно да се започне. Да бидеме реални, значи многу идеи и зачетоци имало на оваа тематика особено, меѓутоа не сите истрајале до крај, за жал. Зошто се откажале, како се откажале, не сум сигурна. Сигурно имало некоја реална причина или препрека. Јас се надам дека ова ќе биде баш она која што ќе успее да направи промена. Од срце го посакувам тоа. Благодарам. Значи, многу среќа и успех ви посакувам општо. Илија, за Лейкерси да го прашам. Па је, цело време збориме за Лейкерси, само за Охрид Лейкерси, кој спали. Да. Езерот, иначе името Лейкерси доаѓа затоа што они не биле, мислам, изворно не се од Лос Анџелес. Они се од Охрид. Не, и таму има исто прекрасни езера, од тие големи езера што ги викаат. Да. И затоа ги викаат, нели, езерани. Би бил некој си превод и потоа се преместуваат во Лейкерси и стануваат, нели, легенди во кошарката. Да, во Лос Анџелес, да.
Сакав да прашам околу фондацијата, првенствено како може некој да се вклучи, дали може да се вклучи, дали е тоа невладина како класично што ги знаеме со активисти, или фондација е друг степен на организација, каде што организацијата е сепак поинаква од некоја класична, да кажам, невладина, каде што се собираат ентузијасти и прават што може. Добро прашање. Ние малку, не малку, него многу баш дискутиравме за името. И јас сакав да биде фондација, неколку луѓе сакавме, неколку не, да не одиме тоа кој зашто, бидејќи фондација подразбира дека некој стои за таа фондација, обично, нели? Апсолутно. Некој во старо време Да. мецена кој стои позади. И јас сакам да овој вид на фондација биде да тие што стоиме позади е народот. Да народот застане зад оваа фондација. Како што реков, независно дали ние живееме во Македонија, во Европа, во Австралија, Нов Зеланд, Америка, било каде. Ние треба да бидеме тој фактор кој ќе го на свој грб, на свој плеки, ќе го изнесеме товарот. Не можеме да бараме сега мецени во 21 век. Мецените завршиле со ренесансата. Да, убаво би било да утре најдеме мецена кој ама тоа нема да се случи. Да. Мораме да одиме чекор по чекор. Магично стапче за оваа проблематика не постои. Ниту брзо, ниту лесно. Вчера, например, јас со тоа што го видов, имаше многу убави луѓе, значи имаше многу професори, имаше многу научници, имаше не само од многу структури и познати луѓе, секој заслужен по различни нивоа и различни тематики, ама се собрани и се основачи на оваа фондација. Мислам, тоа е доста важно, ете луѓето ние ќе пуштиме и линк има на само видео. За каква организација станува збор и кои луѓе се основачи едноставно на таа организација? Јас сакам да не само јас, него кога велам јас зборувам во името на фондација. Сакавме да привлечеме луѓе од различни сфери, од различни знаења, различни експертизи. Дали се тоа професори, дали се тоа научници, дали се тоа луѓе од светот на бизнисот, не е важно. Важно е, јас реков, мораме да имаме еден заеднички именител. Во математиката постои тоа, да срцето и душата ни гори за Охрид и Преспа. Ако навистина се собереме заедно, како вчера што се собравме, и обстанеме, да, ќе успееме. Патот е трнав. Меѓутоа, она што јас вчера видов, ми кажува дека имаме потенцијал. Да одиме напред. Која е првата активност што е планирана? Кога започнувате со некој од вашите активности? Дали знаете или прерано е да се каже? Прерано е тоа, да ние сме тек во фаза на основање. Така. Меѓутоа, еве утре веќе имам состанок во врска со она што ви кажував за тој хумористичен програм. Да не најавувам, бидејќи се уште не е ништо официјално, меѓутоа, ако бидне работата, мислам дека ќе биде тоа полн погодок. Тоа би била прва работа. Потоа исто зборуваме со во последно време нели се популарни тие ги викаат PR агенции. Ја не знам зашто не наоѓаме наши зборови за тоа, него користиме странски. Јас сум малку осетлив бидејќи работа ми како преведувач. Ама вистина, кој би бил преводот за PR кај нас? Тоа се агенции за односи со јавност. Така, треба да се наједноставно кажа. Или HR кадрово го викаме. Да. Кадрово, дали? Да.
Тоа Вие сте преведувач исто така? да, јас сум преведувач, работам веќе скоро 30 години како преведувач на State Department, или Американското министерство за надворешни работи. Работам и за други агенции, конкретно за превод, меѓутоа со State Department сум најдолго. Да. Така да во овие 30 години ние сме релативно малку кои не има како преведувачи на ниво на Америка. Сите гарнитури што дошле, политички гарнитури, освен не преведуваме за председателот и премиерот. Значи пратеници, групи од собранието, културна размена кога сме имали религиозни групи, обука на специјалците, полицијата. Се прошло тоа низ рацете на околу колку сме, 6-7 луѓе да кажеме. Да. И сакавте да кажете приеска дека тие агенции што се за односи за јавност, дека ви се Со нив веќе ме прашате за првите Да. активности, сакаме да ги вклучиме и нив. Така. Во оваа борба ние сме всушност во една фаза каде што бараме сојузници, соборци. Мораме заедно да чекориме. Иако вчера бевме околу, да кажеме, 60 на луѓе, тоа е малку. Тоа е малку да се разбере. Мораме да одиме на масовност. Мораме сите да го препознаем. Прво, кога одите на лекар, што прво ви прави? Диагноза, така? Поставува диагноза. Потоа се препишува третман. Диагнозата од прилика сега веќе ја знае. И сега сме во фаза на изнаоѓање на луѓе кои ќе можат да го изнесат третманот. Тоа е таа фаза. Секоја фаза си има своја тежина. Подготвителната беше тешка, еве следнава ќе биде тешка, ама тоа е предизвика, тоа е ако вие не сте спремни од почеток да се борите. Да. И веќе си правиме непријатели, јас веќе тоа го чувствувам. Па добро, како беше само успехот не може да се прости, нели? Се друго може да се прости, успехот не може. Така би било и со ова, иако овој успех би бил за доброто на сите, апсолутно на сите. Меѓутоа добро, јас се надам дека тоа нема да ве одврати или заплаши. Не. Бидејќи, например, вчера деканот на градежен факултет отворено кажа дека еден од проблемите е се сите тие новоградби во Охрид. Па и во Струга. Па и во Струга. Нели, има дел во Охрид од таа бензинската станица што е кругла, која викаат Карпош 4. Да. Не дека нешто имам против, меѓутоа ние треба тоа урбано да го планираме. Проблемот кај нас е што сите само се приклучуваме на нешто, а на тоа нешто на кое што се приклучуваме никој не работи да го подобри и на крај проблемот станува глобален. Тоа ни се случи во Скопје. Еве јас на пример сум Пржино, населба една од населбиве подводно во подножјето. Се повеќе на местата на куќарките, да кажам, има сега мали зградички, на време беа поголеми, па ги огранича, меѓутоа на истата мрежа се приклучуваме сите. Притисокот на водата паѓа, се почесто немаме вода и т.н. Истото и во Охрид, со тоа што таму е уште полошо, што сите тие фекалии и отпадни води се пута 2, 3, 5, 10, колку и да е, па и со зголемување на бројот на туристи, тоа што го кажавме, а се е исто. Се исто. И дотрајува. Исто, дотраено. Тоа час поскоро треба да се реши. Тој колектор би рекол е рак рана на Охрид и на Струга. Иако на вистина сакаме да го зачуваме, мораме да ги препознаеме проблемите и да на нив делуваме.
точно. И од друга страна, сега па ми текна на една снимка од пред година или две, на брегот на Охридско езеро ми се чини, некој човек, мајстор за нечија што и да беше, истураше бела боја во езерото. Ги плакнеше кофите. Кречал некаде, да кажеме. Исто така ми текнува нуркачките клубови кога вадеа гуми од возила, колку гуми извадија од Охридското езеро. Точаци, машини за перење и што уште не. И ако размислиме, па тој дел од проблемот е многу поличен на граѓаните. Значи веќе не може да се оградат од тоа дека треба државата да вложи или да не вложи. И верувам дека и таму ќе делуваат. Особено со овој хумористичниот дел кој што на сите ќе им биде интересен, а ќе проработи подсвеста наверојатно. Тоа е дел од менување на свеста за која зборуваме. Така е. Затоа што ако вие имате трунка свест, вие нема ни да помислите мастика да фрлите во езерото, а камо ли гум. Апсолутно. Тоа е. Мораме на тој дел да работи. Сега исто ми текнува, например, јас работам во велодрогерија, застапуваме препарати за меленици, например, ектопаразитици. И сега е наведено дека се водоотпорни, меѓутоа не се препорачува животните со нив да влегуваат во водените површини, бидејќи ќе се ослободи материјата и таа за рибите токсична, бидејќи е сепак некој тип на пестицид, да кажем. И нели кога ќе се јавате, смее ли да се бања кучето со кривчето? Да, смее, меѓутоа не препорачуваме поради тоа што ќе ги утрои рибите и одговорите. Секогаш не мислам. На кој се рибите? Треба да се нели да влезе, да се избања, да се олади кутрето, мачето што и да е, најчесто кутрето. Така да многу имаме да работиме на свест. Многу. Ова што рековте, имаше пак една снимка, мислам, минатата година, за Престо. Покажан е земјоделец кој си завршил со прскањето и потоа влегол во езерото и пумпите ги мие во езерото. Значи тоа е не само што директно го внесување на отров, да. Директно внесување на отров. А од друга страна па ние тие јаболки ги јадеме. Да. Нели и воопшто никој не се секира дека па ние директно ги Ние јадеме. директно. Зошто би се секирале па дали езеро има пестициди во Преспанското езеро? Па затоа е тоа движење органско исто многу важно, мислам, во земјоделието, затоа што сосема друга приказна би било кога би имале норматив и ние тоа ќе се бориме да законски се промени И контрола. Да, апсолутно, без тоа не. Да не смеете вие да употребувате неоргански материи. Сосема друга приказна би била. Преспа би била подобра, Охрид би бил подобар. Абсолютно. Така да и на тоа ќе мораме да делуваме. Тешко е да се донесе нови закон. Разбирам. Ама кога ќе ги измерите последиците на делувањето, односно неделувањето, најскапо е да не делуваме. Да, оставаме простор на девијација. И како утре, вие сте млади, како утре ќе објасните зашто вака ни го остави езерото? Ние ќе треба да се засрамаме. И да, сега зборуваме за езерото, меѓутоа и од друга страна пак се враќаме на тоа дека и храната е колку не е контролирана. Колку е моќта на надлежните да контролираат и колку се заинтересирани да контролираат, а ние младите реално се повеќе проблеми здравствени се јавуваат кај нас. Поради неквалитетна храна, воздух, вода, се е загадено едно по едно. Да, ја мислам не можам да коментирам за тоа бидејќи Така да, зборуваме општо е лаички причина. Да. Ама се сложувам дека и во делот на исхраната вниманието треба да се сврти за намалување на пестицидите. Апсолутно, затоа што сакаме да јадеме пастрамка, вкусна ни е, горди сме кога јадеме пастрамка, нели бидејќи е наша од нашето езеро и испадне суваме нешто што
е 100% забрането на секаде во светот, освен кај нас. Сега, дали постои проект за побратимување помеѓу Охрид со Охридска пастрмајлија, тоа ми се ја изгледа. Нов продукт. Охридска пастрмка и Калифорнија со калифорнијска пастрмка, нели тука нешто треба некое збратимување да се направи. Првите избратимувања всушност треба да ги направиме конкретно за Охрид со Албанија, преспа со Грција. Затоа што со нив ги делиме проблемите. Проблемите не се само наши, туку и нивни. Првите чекори мислам дека таму треба да се направат. Со таа заедничка соработка. Имаше еден клип на Facebook, го видов на профилот на еден господин што го пратам, мене ми е многу интересен. Јохан Елзесер се вика, не знам дали сте слушнали, случајно налетав, има некоја интересна сатира, мене такви ликови ми се така интересни да кажам. Имаше клип баш од летова од Поградец, тој дел, се шетале, не знам како и да било, директно испуштање на фекалии. И тоа го приметиле случајно, мислам дека возејќи велосипеди по мирисот, како зошто одеднаш овде мириса толку лошо. А каде точно? Може да најдеме снимката на Facebook, а каде точно, сега ќе ви покажам дали вие вака може да процените, јас лично не, зашто тој крај не го знам толку добро. Меѓутоа беше стварно жално. Многу жално. Тоа не да е жално, него јас кога првиот пат после долги години бев во хидробиолошкиот завод на излегување, едноставно клекнав и плачев. Шокантно е. Шокантно, мислам. Затоа што долги години не сум бил и сега ме двое, да кажеме, децении, кога последен пат сум го бил во... Не дека тоа било некој сјај и така натаму, меѓутоа функционира. Самата зграда е, да кажеме, пред распаѓање. А тоа е една од многу малку луѓе знаат, тоа е една од најстарите институции кои ги имаме во Македонија. Едната година ќе слават 90 години од постоење. Единствено, мислам дека Прилепскиот тутунски комбинат е постар. Ние си играме, да кажеме, играчки со една од најстарите институции кои ги имаме во Македонија. И не знам кога последен пат исто така сте биле во каналот од Билјанини извори, нели има канал. Јас не знам дали воопшто сум била некогаш искрена. Каналот кој порано си беше канал, тука се Билјанини извори, течат. И сега е тоа бидејќи Охрид нема своја марина, нема луѓето, а во последно време е многу популарно да имате чамец, глисер, скутер. Апсолутно. Тоа исто стана некое помодарство. Сите тие се паркирани, ја не знам колку има, меѓутоа тоа е околу 800 метра. Сигурно има повеќе од можеби 500-600, може 1000 глисери. Кои што и тие загадуваат, нели? Не може од се да немаме никакво задоволство или модерни машини како нив. Како да не загадуваат? Ние немаме, например, пумпна станица каде што ги танкаат глисерите. Исто така тие глисери кога се чистат, таа стаклопластика паѓа во водата. Имаше пред неколку години да, бидејќи таму има многу плашици, доста плашици изумреа. Се прашуваат кои се причините, дали е недостаток на кислород или пак нешто друго. Така да имаме доста работа, каде што сите треба на еден или на друг начин да се вклучиме, кој колку може и како може, за да можеме да нешто направиме. Ова било Подградец, изгледа. Аха, Подградец. Ева го. Така. Сега. Ете го клипот. Ева нели се гледа. Ете се гледа точно.
И каде тоа влегува? Во истото Охридско езеро. Да. За кој што ќе кажам, значи, ова го правиме и ние на малку покултурен начин, со, нели, очекуваме дека колекторот нешто ќе прочисти, а еве овде директно, јас не ги разбирам овие технологии, меѓутоа мене ми личи дека ова е само некоја цевка што директно спроведува, без никаков филтер, ништо на неа. Изгледа така. Колега, Така да, Колега хидробиолог, да, повелете. само ова Да. баш жал. ежа. И ова од летова. Сега ќе кажеме на случка. И многу малку портали го споделија ова. Да. Ќе кажем случка пак врзана со езерото. Тоа беше пред околу 15 години. Тогаш имав една група од 10 градоначалника кои ги водевме низ Америка. Тие групи каде што престојуваат околу, не околу него 3 недели, обично посетуваме 3 до 4 града во низ Америка, обично почнува во Вашингтон, главниот град, и потоа одиме низ Америка. Оваа тура завршуваше на езерото Шамплейн. Прекрасно езерото е на границата меѓу Нью Йорк и Вермонт. 130 км долго, на 20 мислам километри широко. Прекрасно не примија луѓето. Имаше многу убава вечера на еден брод со класична музика, само за нас. И првиот ден имавме предавање од професорката и деканот на универзитетот од Вермонт. Прекрасна жена, прекрасно предавање. Вечерта дознав, она беше многу скромна, не кажа, дека е еден од водечките стручњаци на светско ниво за сладка вода. И јас после предавањето не издржав да се пофалам со Охрид. Да имаме и ние некој коњ за трка. Да. И она рече, вика, Винци, утре после официјалниот дел, знам дека тие ќе одат во хотел, градоначалниците, дали ти можеш да дојдеш да позборувам? Секако, викам, многу убава идеја. И јас пак изборам за Охрид, пак ќе кажувам, влегуваме прво во низината лабораторија, и тоа беше за мене на science fiction. Беше ли слично како нашиот хидробиолошки? Почнуваме со хумор да се бавиме. Хидробиолошки или како е точно? Хидробиолошки завод беше, сега е Хидробиолошки институт. До, хидробиолошки. Јас сум од постарата генерација, уште си го терам во стар завод. Не сам. Гледам лабораторијата и она ми објаснува дека имале проблем со некоја мала школка, која почнала да не станува, меѓутоа таа е многу важна и таа е индикатор на менување на pH на водата. Меѓутоа ми каже дека баш во тоа време конечно прават не само напори, него конечно оваа школка почнува да се враќа. После 10 или 15 години упорна работа. Добро, ја поменуваме лабораторијата и влегуваме во низината канцеларија. И за мене шок. Зошто шок? Затоа што од левата страна огромен постер со низиното езеро, што она си го вика моето езеро, Лек Шамплейн. Од десната страна исто толкав постер од Охрид. Викам, па вие го знаете Охрид? Вика, не само што го знам, јас сум била во Охрид. И вика, сум ги прошетала скоро сите езера. Ни светот. Мене лично, највеќе си го сакам Шамплейн, тој е мој езер. Второ, ми е Охрид. Таа жена имавме вчера, како гостин, преку видеобим, и се обрати, требаше да дојде заедно со мене,
За жалост имаше смрт во фамилијата, низината мајка почина и не беше возможност да дојде. Меѓутоа ми обеќе, го одржа обеќањето, се појави на видео бим и обеќе дека повторно ќе дојде. Одлично. Среќата е што оваа година Мари Уотсин се пензионира, така се вика господјата, можете да ја проверите. И се надевам дека Охрид ќе биде една нова занимација за да има, бидејќи она многу вредна жена, има нешто со што ќе се продолжи да истражува. Ние во Македонија го, да кажем, имаме тој синдром да на некој начин чекаме некој од надвор да ни каже колку она што го имаме е уникатно. Вчера кога зборуваше, она 3 пати го употреби тој збор. Уникатно. А е уникатно. На многу начин. И таа го повтори тоа и директорката. Во свет, по број на ендемски видови е 4. Во Европа е прва. Значи прва имаме Бајкал, па Танганика, па Малави и 4 е Охрид. А ние немаме појма за тоа. За жал. За жал, директорката на Хидробиолошкиот завод исто така ми кажува како можеме да имаме појма, вика, кога многу учителки, професори по биологија не знаат дека ние постоиме. А порано ние како групи одевме. Групи од школа не носеа таму. Јас не сум била никогаш еве. Не. А не сум од најмладите реално. Јас сум и не. Не сум. Не сте. Сум од најмладите, ама не сум. Една од нашите цели исто така да делот тој Хидробиолошки завод го претвориме во музеј. Супер убаво било. Каде што повторно се ќе заживее, каде што повторно ќе доаѓаат деца. Тој дел од дигање на таа свест. Кога детето ќе го види тоа рипче, но ќе се врзе за него, Така е. ќе му значи нешто. Кога порано имаше аквариуми, јас мислам дека имаме слики. Тие аквариуми, сегашни слики, за жал тогаш не. И во еден аквариум, например, гледате плашица, вид на риба, па гледате мрена, па гледате грунец, па гледате клен, па гледате јагула. И тогаш детето, кога ќе ги осознае тој животински свет, нема така бахато да се однесува. Кај нас имала тенденција, имавме и за тоа дискусија, нашата зоолошка градина се соочува со многу проблеми реално и првото решение кое што нашиот народ го има е да се затвори, да не постои. Природно-научниот музеј исто така пропаѓа, да кажам, заедно не соработуваат со зоолошката градина. Така. За Хидробиолошкиот завод најголем дел од луѓето не ни знаат дека постои. Што да кажам? А цело време па го ведуваме некои нови научни програми од странство, кои што се тотално дефокусирани од тоа што се случува на нашата држава. Меѓутоа нормално, тоа беше државен проблем на кој што не е ваше да, или па наше да спомнеме дека постои како проблем, меѓутоа не можеме да влијаме на сите сектори. Јас уште еднаш би сакала да кажам честитки за фондацијата, многу ми е мило што почнувате и се надевам дека ќе имат успех и верувам дека ќе имат успех. Вие ќе бидете дел од, мислам, решението. Вие како помлада генерација ќе морате ова да се трудите да го споделите. Обавезно. Да го Тоа е споделите. наша цел, да ги споделуваме активностите кои што имаат некаква цел, од една страна да бидат едукативни, од друга да донесат позитивни промени. Абсолютно. Мораме затоа што ова е, пак ќе кажем и ќе го повторам, уникатна езера, уникатни езера, двете. Така. Секој на свој начин.
Апсолутно. И како што рече професорката Ватсин, века морате да најдете креативни решенија за да се справите со проблемите. Она е свесна за проблемите. Она ги знае. Ги следи проблемите. Ние сме во тек, мислам, нон-стоп, секојаш кога ќе добијам нешто, ако не е преведено, јас си го препраќам, го преведувам и го препраќам. Едноставно е да ја држам во кондиција, да знае што ни се случува. А позитивна ли е дека може да се промени тоа? Да, меѓутоа, таа вели час поскоро треба да делувате. Дури касно. За преспам многу касниме. Таму не би можел да бидам она тотален оптимист. За Охрид мислам дека ќе се избориме, за Преспа. Сега, ако сум пак таму, не сум оптимист, не знам како Охрид без Преспа ќе. Така да едноставно мораме да гледаме чашата. За таму сте реалист. За таму сум, таму реалист. Дали чашата е полупразна или полуполна. Ама тоа е дел од таа голема приказна. Целто и регион треба всушност да се решава. Бидејќи според некои истражувања се кажува дека под Галичица има всушност поголемо езеро него Охрид. Тоа е ретко кажуван факт, кој за жал не можеме да го докажеме, меѓутоа тоа се теории кои ако се вистините, тоа значи и тоа подводно езеро ние го заведуваме преку Преспа. Веќе докажано е дека езерата се поврзани под Галичица. Тоа е докажано. Тоа мислам е факт. И затоа цело време зборувам како Преспа не раскинлив дел на целиот регион. Дали уште некој прашање имаш? Не, јас само сакам да се заблагодарам дека баш и за тоа го правиме подкастов реално. Почнавме првенствено со животни, зашто тоа ни е блиску до нашиот свет, професионален и така. Ама реално како навлегуваме во тематиките, значи гледаме дека уствари екосвеста е, како што каже Искра, на многу ниско ниво за жал. Сепак има огромна надеж затоа што е светска тенденција. Реално ние сме позади тие светски тенденции. Ете 90-ти години сте продавале, како што кажавте сам, здрава храна во Словенија и Хрватска, ама не во Македонија за жал, а во Македонија се произведува и тоа полека доаѓа кај нас. Значи луѓето повеќе се будат, значи сакаат да имаат нешто здраво, да јаде, да диши, да пие, да плива, да се откаже од некој можеби поволности, погодности и уживанци за сметка на добробитот и за зачувување. Сега тоа е утопистички нормално, ама еве се трудиме. Фала стварно што одвои време, зашто знам треба да се вратиш во Лос Анџелес. Во Холивуд да се вратиш меѓу звездите и фала што беше дел од откритие, дел од нас. И се надеваме дека ќе останеме во контакт, дека ќе се следиме на многу тематики, како што знаеш и ние правиме нешто на друга тема, ама пак исти се темите. Реално тоа е една голема тема која што не обединува сите. И мислам дека во еден момент ќе бидеме способни во можност, затоа што знаеме дека нашето општество е затруено со политика, и да кажеме дека па има и алтернативен начин да се действува врз општеството кој што не е само политички и дека политичарите се тука да ни служат на нас и дека они треба да не пратат. И ние кои имаме добри идеи, кога имаме, како што кажа ти, у позадина луѓе што ги следат тие идеи и сакаат да се реализират, нормално е дека за да добие он поени, ќе ги реализира и тоа е окей за него и за нас и за сите. Така да стварно треба да се бутка натаму работава и пак ќе кажам честито за основање. Благодарам што посветувате една емисија на нас. Многу ретко
медиумите, иако сите ги известивме, само неколку се појавија. Исто така ги известивме и сите министерства, меѓутоа за жал никој не се појави. Ама тоа не може, ниту смее, ниту може да не обескуражи да одиме напред. Не е фер према нас како граѓани да не се случува ова, делумно сме сами криви, меѓутоа ако има вакви убави идеи и настани, мора да го поддржа тоа. Не значи некој се труди, двои од своето време пред се на овие тематики и да не биде поддржан и удостоено на крај со барем некој представник, кој што потоа ќе пренесе што се зборувало и се случувало, не е факт. Ние остануваме отворени за соработка, мислам, јас велам со секого ќе седнеме на маса да зборуваме, затоа што ова е добро за сите нас. Така. Така да мораме да ги вклучиме сите институции, Абсолютно. сите политички фактори кои се спремни да соработуваат. Ние сакаме да соработуваме, ние сакаме да одиме напред за една подобра иднина. Немци, многу ви благодарам. Фала уште еднаш. Се Се гледаме во најдобар прилик. Во Охрид. Ох. Ох. Да.